Ке седне во фотелјата, но не на чист терен. Новиот градоначалник на Скопје нема да наследи само град, туку еден комплициран систем што крие повеќе проблеми отколку што нуди решенија. Наследува ветувања, проекти што тапкаат во место, систем на рап на колапс и граѓани што одамна изгубиле трпение. Пред него не стои само функција, туку и обврска. И таа е итна. Скопје одамна чека, а на врвот на листата на чекање е подземната сообраќајница под Лимак. Еднаш најавена како проект, што ќе го револуционира сообраќајот во центарот. Денес символ на застојот. Требаше да има 6 ленти, современи приклучоци, посебни коридори за автобуси, нова пешачка мрежа. Но тоа остана само на рендер. На терен незавршена улица, недостапна инфраструктура и цел кварт, што се уште чека нормален пристап. И токму тој урбан застој се шири како пајакова мрежа. За многу од булеварите се ветуваше дека ќе се реконструираат, но без малку скоро сите останаа заглавени во фаза на планирање. Скопје има визии за проширување, но не и за изведба. Автомобилите стојат, притисокот расте, нервозата е дел од секојдневниот градски сообраќај. Не помага ни фактот што некои од најопасните крстосници во градот, како е таа кај Јане Сандански и Кузман Јосифовски Питу, требаше да добијат кружни текови и нови решенија уште пред неколку години. Планот беше 50 крстосници до 2030-та, а денес се уште се бројат на прсти, и тоа во проектни документи, а не на терен. Во вакви услови, кандидатите најавуваат инфраструктурна офанзива. Орце Ѓоргиевски, кандидатот на ВМРО ДПМН, вели дека новото Скопје ќе се гради на темели на сообраќајна безбедност и поврзаност. Во неговата програма централно место имаат булеварите Македонија и Хрватска, кои треба да формираат функционална обиколница. Планирани се доградба на булевар Асно, нов мост на Февруарски поход, како и кружен тек кај Бутелска и Александар Урдаревски. Најавени се и реконструкции на Даме Груев и Загребска со комплетна нова инфраструктура. Ѓоргиевски ветува град што конечно ќе почне да се движи без застој. Амар Мециновиќ, кандидатот на Левица пак, нуди собствена верзија на модерно Скопје. Прво, довршување на булеварите Никола Карев, Хрватска и Борис Трајковски, потоа кружни текови кај Ѓорче, Хром, Маџер и Мавровка, како и нов влез во населбата Даме Груев и патна врска до Матка. Има и футуристичка компонента, железница и циркуларни електрични автобуси со цел побрз и почист јавен превоз. Скопје ќе стане модерен, зелен и функционален град, вели Мециновиќ. Но и најдобрите планови немаат смисла без решавање на секојдневието. И додека градот со години зборува за сообраќајни решенија, автобусите на ЈСП го оддаваат вистинскиот ритам на Скопје, задоцнет, несигурен. Возниот парк е застарен, редовните линии нередовни, а во некои населби автобуси и не доаѓаат. Тоа ги тера скопјани се повеќе да се потпираат на лични возила, со што го зголемуваат сообраќајниот метеж, но и загадувањето. А кога ќе заврне дожд, се потсетуваме дека канализацијата за атмосферски води не ја следи урбаната експанзија. Делове од аеродром Ѓорче Киселавода често се под вода, а во исто време пукнати цевки оставаат цели населби без вода со часови. Основната комунална мрежа пука, буквално и системски. Сето тоа доведува до еден друг слој, град што не само што не тече, туку и не се ни чисти. Контејнери не се празнат навреме, остатоци од градежен шут, диви депонии и заборавени улици меѓу зградите. Вардариште често гори, а воздухот станува секојдневна опасност. Сообраќајниот застој, затоплувањето и старите автомобили го прават Скопје град во кој што дишењето станува луксус. Ова е реалноста и таа нема да чека. Новиот градоначалник ќе мора да почне со поправка, а не со представа. Ќе биде оценет не по бројот на исечени ленти, туку по тоа дали ќе се довршат тие што сега зјаат недовршени. Дали ќе има вистински автобуси што ќе доаѓаат на време, дали улиците ќе бидат проводни и дали воздухот ќе стане подобар. Скопје е град со потенцијал, но потенцијалот не е доволен. Потребни се решенија и тоа брзи, зашто граѓаните не чекаат уште еден мандат за ветувања. Тие чекаат промена што ќе се почувствува на улица, на автобуска станица, во белите дробови.